ова ноемвриско утро. Овој пат ве поздравуваме со дождот кој почна да врне, но не спречи да го посетиме прифатилиштето за кучиња во Прилеп, а темата за кучињата, третманот за кучињата скитници е повеќе годишна и како таа се одвива во Прилеп, што се случува. Наш соговорник ова утро е Рубин Абрашовски, директор на јавното комунално предпријатие. Еве, джентлмене, ке го подржи чадорот. Добро утро. Абрашовски, повеќе од 5 години функционира прифатилиштето. Да. Каква е ситуацијата, каков третман има, со каков капацитет? Прифатилиштето со решение од Агенцијата за храна и ветеринарство работи од 2018 година. Инаку ги исполнува сите технички услови од Законот за заштита и благосостојба на животните. Ова прифатилиште располага со 13 боксови опремени со куќарки со стандардно пропишани димензии од Агенцијата за храна и ветеринарство. Колку имате кучиња во моментот во прифатилиштето? До денешниот ден третирани се од 1 јануари 100 кучиња скитници. Можам да ги запознам гледачите кои работни задачи ги извршува прифатилиште. Заловување и сместување на бездомните кучиња, нивни хуман третман, што значи микрочипирање, тест од лешманиоза, третирање од внатрешни и надворешни паразити, стерилизација, односно кастрација и микрочипирање, рековме. Каква е моменталната состојба во Прилеп со кучињата скитници? Моментално е подобрена за разлика од претходниот период. Меѓутоа, сакам да кажам дека состојбата со кучињата скитници е алармантна во сите градови на нашата држава. Добро, а во Прилеп има посебни проблеми овој период? Овој период мислам дека намален е бројот на кучиња скитници. Навидум на граѓаните можеби им изгледа дека има многу кучиња скитници, меѓутоа тоа се оние третирани кучиња со сите овие чекори што претходно ги наведов. Во регионов те единствено прифатилиште, соработувате ли со другите општини? Соработуваме, отворени сме и за понатамошна соработка, бидејќи сме ние едно од првите прифатилишта во државава. Може слободно да се обратат и да бараат совети. Имаме и кадар и добро работи на оваа проблематика. Неодамна се доопремивте? Да, неодамна од локалната самоуправа добивме возило за токму оваа служба од Одделението за локален економски развој. Со тоа возило ќе се зголеми ефикасноста, односно нема секој заловено куче да го носиме во прифатилиштето, можеме во исто време да заловиме повеќе кучиња и потоа да дојдат во прифатилиштето. Има граѓани кои ги вдомуваат кучињата? Да, има граѓани. Откога ќе се истретираат, ќе се утврди дали имаат лешманиоза. Доколку се утврди лешманиоза, добро е да кажам дека тие кучиња се еутаназираат, доколку ги исполнат сите услови, може да се вдомат кај граѓаните. И последно еве да кажеме, граѓаните сепак од навреме имаат поплаки. Како да постапат и ваш совет, што се случи? Како што кажав, само граѓаните мирно да реагираат на кучињата скитници, се нормално можеби ќе бидат нападнати, ќе ги фати паника, меѓутоа само треба мирно да реагираат. Доколку да се побара службата, да се обратат во полиција, да го пријават нападот, доколку се нападнати од куче скитник, нашите служби треба да излезат да го евидентираат дали е тоа стварно куче скитник, може да биде собственичко куче. Пуштено на улица. Во секој случај уверувате подобрена е ситуација? Подобрена е. И ќе биде уште подобра во иднина. Благодарам Абрашовски. Со Абрашовски разговаравме за третманот на кучињата скитници во Прилеп и секако уверуваат дека се подобрува ситуацијата, но во секој случај внимателност.